Гостин во вестите на Канал 5 е председателот на овој совет Стоичевски. Господине Стоичевски, повелете, кажете ми како планирате да допрете до најмладите? Токму така, најнапред благодарам за вашата покана денеска да бидеме дел од вестите на Канал 5 телевизија. Како што кажавте, алкохолот и брзото возење се најчеста причина за сообраќајните несреќи, особено во летниот период. За таа цел Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со Министерството за внатрешни работи започна една кампања која што е насловена Вози трезен, стигни жив. Кампањата официјално ја стартуваме денеска, а ќе трае во текот на целиот летен период. За таа цел, се со цел да допреме до најмладите, изработивме 6 вида на едукативни флаери кои што ќе бидат поделени помеѓу младата популација која што е најчесто, тоест најризична категорија кога е во прашање возењето под дејство на алкохол и сообраќајните несреќи. Како што најавивме на денешната пресконференција, оваа кампања ќе излеземе од стандардните процедури, од стандардните простори од медиумите, ќе искочиме на терен. Секаде онаму каде што се забавуваат младите, тоест каде што ги прават грешките, каде што конзумираат алкохол, ќе се обидеме да влијаеме на нивното однесување, ќе се обидеме преку тие кампањи да им кажеме дека алкохолот е штетен и негативно влијае на нивното учество во сообраќајот. За таа цел исто така изготвивме едни патроли кои што ќе треба да ја мерат количината на алкохолот во крвта на младите, тоест со алкотестови да утврдат дали станува збор за возач кој што е трезен или кој што е под дејство на алкохол. За тие возачи каде што ќе биде утврдено дека имаат количина на алкохолот над дозволеното, ќе им биде поделен црвен картон. Тој црвен картон символично ќе значи исклучување нивно од сообраќајот заради тоа што тие таа вечер небезбедно ќе се однесуваат во сообраќајот. Во лето, за време на летните одмори, патиштата, особено оној од српската до грчката граница, се преплавени со туристи, зголемена фреквенција. Речиси секој лето има повеќе сообраќајки со трагични последици. Планирате ли нешто да превземете и нова поле, да ги алармирате, да им ги посочите црните точки на македонските патишта? Токму така, како што кажавте, за жал периодот кој што е пред нас е период во кој што традиционално се го одбележуваат поголем број на сообраќајни несреќи, во кој што има голем број на жртви. Дел од жртвите се македонски државјани, но и странски туристи кои што транзитираат низ Република Македонија. За таа цел Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата традиционално секоја година е изготвува на летна кампања. Таа кампања оваа година ќе се спроведува со засилено и со проширено темпо. Во наш посебен фокус ќе ни бидат сообраќајниците каде што најчесто се случуваат овие сообраќајни несреќи. Ќе изготвиме едукативни флаери и брошури кои што ќе бидат на македонски, но и на повеќе странски јазици со цел да ги едуцираме странските туристи за сообраќајот во Република Македонија, за правилата кои што тие треба да ги почитуваат. Флаерите и брошурите ќе бидат поделени буквално на сите гранични премини на кои што има влез и излез на туристи, на сите патарини, и ќе бидат посебно ќе бидат направени посебни налепници кои што постојано ќе бидат таму и постојано ќе треба да ги посетуваат овој вид на водачи за нивните права и обврски во сообраќајот. Благодарам многу што бевте дел од вестите на Канал 5. Ѓорги, тоа беше председателот на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот Стојче Стаменковски, а ние не мора да отидеме дури на автопатите, доволно и овде каде што се одржува, од каде што во живо се вклучуваме, да слушнеме дека возачите возат несовесно и многу брзо. Можеше да се види на овој линк.